јас сум убеден дека тој закон ќе помине затоа што тоа е во интерес на сите граѓани во Македонија, и на албанците, и на турците, и на ромите, и на македонците. Еднаш за секогаш мора да биде затворено и последната точка на клучно ќе биде како механизам, ќе има да се почитува што ќе се зема за репер, во кои институции. Види, значи законот си е закон. Значи законот не е административна алатка. Законот ги решава главните, принципи, главните точки како некоја начела на решавање на проблемот. Тие и други работи застапено се во уставна начелно. Па затоа значи не може да кажуваат сега исто во ова линија ако се оди може да кажуваат зашто во уставот не е детално образложено како ќе се вработуваат албанците. Мислам не може да се очекува од уставот или во законот да во детали бидат разработени чекорите како тоа ќе се имплементира. Има устав, има закон и ќе има механизми, административни механизми како тоа ќе се следи. Дури ние сме сигурни и убедени дека и нашиот механизам, односно механизмот кој е предвиден во законот, а тоа е комитетот на највисоко ниво кој ќе биде предведен од вице-премиерот на владата е многу подобар механизмот од механизмот што беше во таа алатка за следење на имплементацијата, затоа што цело време беше злоупотребена и цело време беше политизирана и партизирана. Значи во оваа ситуација не може да се политизира и да се партизира затоа што тоа ќе биде на највисоко владино како највисоко владино тело каде што ќе учествуваат сите релевантни министерства и институции за следење на правичната застапеност. Ќе видиме прво нека се донесе, па ќе видиме како ќе функционира. Верувам ја искористи одлуката на Уставниот суд, сега е една нова одлука на Уставниот суд повторно ја искористи, организира протести кај вас во Тетово околу укинувањето на преименувањето на улиците, тоа одлука од 2007 година. Не знам дали воопшто Уставниот суд имаше можност да донесе поинаква одлука со оглед дека не бил запазен законската врска да имаат согласност од владата. Види, значи и тука ние стоиме на ставот дека ДУИ не сака решавање на проблемите. Затоа што еден решен проблем не може да биде користен, односно злоупотребуван перманентно во политичка кампања. Што сакам да кажем и за оваа точка конкретно, значи во ситуација кога општина Тетово веќе има започнато процедура за преименување на улиците. Пошто со ваква идеја тие цело време ја терат Тетово да 60% од улиците во Тетово бидат без имени. Затоа што не сака да ги решат проблемите. Тетово нема број на куќи, нема број на станови и домови. Значи, кога веќе почна на добар пат да се решава тој проблем, кога веќе има и политички договор и во владата, и во советот во општина Тетово, тие излегува со ова, да кажам, фиктивен проблем во делот на тоа што беше донесена одлуката на Уставниот суд. Ние немаме приметби на одлуките на Уставниот суд. Едноставно за нас беше чудно што во ова време беше донесена одлуката. Значи, кога знаеме дека Уставниот суд има многу други иницијативни кои седат по шкафовите на Уставниот суд и не се одлучува по нив. Значи, во ситуација кога таа одлука од 2007 година со самото донесување на новата одлука на Советот на општина Тетово, почитувајќи го законот и уставот, ќе беше ништовна. И немаше потреба со таа процедура. Знам дека почнавте при крај. Значи веќе се комплетира и списокот на имиња кој ќе биде пратен до владата за да се добие согласност. Сигурни сте дека ќе добиете согласност? Да, сигурни сме затоа што веќе имаме политички договори. Ќе бидат офатени истиве улици, площади? Не, многу повеќе. Значи се работи за околу 300 улици во градот Тетово кои ќе бидат да не има некои спорни имиња, контраверзни па да. Затоа, значи за тие спорни имиња треба да оди во владата. Како што е отидено и првата листа која не добила тогаш Хазбилика тогашка градоначалник, не добила согласност од владата и се соочуваме со оваа ситуација. Но како и да е, значи во ситуација кога ние го решаваме и тој проблем. Кога но гледате дека мобилизираат луѓе, излегаат доста луѓе во Тетово на протест. Види, јас очигледно веруваат не е дека веруваат. Значи ве молам, значи во ситуација кога во Тетово има 300 фиктивно вработени луѓе кои си седеа дома и си зема плата,
кои сега не можат нели да ги имат истите бенефиции. Не може да викаме дека некој им верува кога 300 луѓе ќе се соберат пред општината. Па минимум тие 300 луѓе кои беа на платен список, да можам сега да ги евидентирам кој се појави пред општината, ќе испадне дека полу од тие беа на платен список на ТУ тарифи за да си седа дома и да си сработуваат за нив политички. И во многу други ситуации кога има такви луѓе и такви бенефиции дадено на многу луѓе, сигурно дека 300 луѓе, 500 луѓе ќе може да соберат пред општината затоа што сега дојде Билал Касами и веќе ги раскира тие фиктивни договори. Така да мислам дека за Дуи е неуспе тоа што за една таква голема инвестиција на која инвестира дека демек албанците се дискриминираат, не се прифаќаат имиња на улици да бидат на албански и така натаму, да соберат 300 луѓе или 500 луѓе колку и да беа, затоа што Дуи претендира дека се најголемата политичка партија кај албанците и за нив мислам и со тоа што нивниот лидер најави дека ќе се повлече, му верувате дека ќе се повлече? Не. Јас искрено би сакал да биде поразумен во тој дел, затоа што ја не сум, како да кажам, класичен политичар кој би сакал да нема опозиција, кој би сакал да има слаба опозиција. Ја би сакал Дуи да биде силна опозиција, затоа што само така ние ќе бидеме повнимателни во нашите одлуки. Но се додека, и тоа ќе го кажам отворено, се додека Ахмети е начело на Дуи, Влен може да спие мирно, само да не правиме ние некоја глупост, ама ако ние бидеме внимателни во нашите политики, се додека Ахмети е начело на Дуи долго тоа е ваша корист. Тој долго време ќе биде во опозиција. Ќе биде силна партија затоа што и ДПА уште мисля дека се силна партија, но силна партија во опозиција. Значи мислите му помине рокот на готово, веќе што и да кажува Ахмети, луѓе да го прашуваат зашто го не го направи додека беше 20 години на власт. Добро, но прилично инсистираат на предвремени парламентарни избори, а вие сте некако повоздржани. Не, види, сега не е природно ние да бараме предвремени избори. Затоа што тоа би било неуспех на тоа што ние го ветивме и го реализираме. Ние викаме дека ако Дуи успее да наметне предвремени избори, тоа е во наша корист во оваа ситуација во која се наоѓаме. Затоа што едноставно, значи многу од проектите кои беа ветени, ние ги реализираме. Тоа што цело време Дуи не напаѓаше дека нема да бидете коалиција, ние станавме една политичка партија. Веќе сме уште поорганизирани, структурирани како една политичка партија во ситуација кога Дуи ја нема коалицијата која ја имаше. Знаеме што се случува со Алијанса. Добро, веројатно и рейтингот немаше да биде толку голем ако некој сносеше одговорност за корупцијата и криминалите за кои ги обвинувавте додека бевте во опозиција, но никој од нив се уште, дури Артан Груби седи дома со 6 месеци. Се терат предметите, мислам дека нема да биде баш така, затоа што сепак 20 години на власт многу инвестира и во тоа тоа што ќе го направат и да го прикријат. Не дека беше едноставно, за тоа се работи за висока корупција, не се работи за крадење, си крадел нешто и те фатил полиција со што се вика тоа што си крадел во раката и ќе те терат у затвор. Значи висока корупција е малку покомплексна во делот на решавање на проблем на таа корупција, особено кога на високи позиции во власта, во правосудството, во обвинителството се уште луѓе кои ги заштитуваат и ние го знаеме тоа и народот го знае тоа. Така да треба малку посериозна со измените на кривичниот што се донесоа и ќе се спасат веројатно со новиот обвинител, со новите раздвижувања во обвинителството, мислам дека некои работи ќе се разјаснат. Важни се правилата за изборите. Овие денови актуелна е дебатата околу изборниот законник. Предложивте како власт тие измени, но гледаме дека има отпор од опозицијата. СДСМ доставија околу 10.000
амандмани. Главниот проблем, главната пречка зашто не дават поддршка е овозможувањето да се гласа, диаспората да гласа електронски. Тоа е еден од вашите предлози што ги дадовте на лидерската средба што беше организирана зимото. Па сега прашањето ми е тука зошто инсистирате на ова решение ако веќе нема консензус, ако треба повеќе да се разговара. Ги знаете главните дилеми и сомнежи се дека нема да има начин да се контролира дали некој гласа за повеќе луѓе. Сега знаете овде одиме, не прскаат на прстот, ни земат лична карта, се подпишуваме, многу процедури има за да гласаме, а вака не се знае како ќе се тера процес. За жал има многу недоверба во системот. И во оваа ситуација повеќе ние кога нудиме некој решение, повеќе е прашањето дали тоа е решение како да се злоупотреби повеќе отколку како да се даде можност на граѓаните во оваа ситуација. Тоа имаме искуство со злоупотреби, не дека тоа... Да, ма имаме искуство дека веќе многу луѓе се казнети за тоа што беа дел од тие злоупотреби, така да веќе нема да најдете многу луѓе во општеството кои ќе се одлучуваат да бидат дел од таа злоупотреба, особено во делот на изборите. Јас сум убеден дека ако дадеме повеќе можност на нашите сограѓани кои се привремено надвор, ќе биде тоа голем придонес за демократијата во државата, затоа што и така тие луѓе не се класична диаспора, не се отидени да не гледаат назад. Значи тие секоја година минимум 2 пати доаѓаат тука, тие инвестираат тука, тие даваат голем придонес во социјалниот дел, односно во зачување на тие се државјани на државата на Македонија имаат право да гласат. Прашање дали електронски на електронски начин е безбеден. Има ли некој искуство позитивно? Мислам дека да, има. Значи ние тоа што го нудиме, има неколку европски земји, особено кај што функционира тоа? Да, кај што функционира тоа во балтичките земји веќе целосно е дигитализирано процесот на гласање и многу добро функционира тоа. Ние претендираме дека сме веќе развиена 30 години од осамостувањето, веќе сме развиена демократија која може да сами за пописот знаете што се случуваше со попишувањето ни диаспората, колку дилеми и проблеми излегоа. Сега замислете да е тоа за гласање, што ќе се случи? Мислам дека секој глас ќе биде оспорен. Види, сега кај нас се оспорува, но мислам дека тоа не треба да биде доказ да не се даде можност на диаспората за да... Ќе инсистирате нова решение со оглед на тоа дека има 10.000 амандмани? Инсистираме за тоа што тоа решение е добро за државата, тоа е решение добро за граѓаните. Реков, ќе повторам. Значи, тие граѓани се дават голем придонес во инвестициите во државата. Тие граѓани дават голем придонес во социјалниот мир во државата. Тие граѓани кои би дале таков придонес и во политиката, мислам дека политиката ќе биде подобра. Мислам дека политиката ќе биде повнимателна во делот на одлуките, затоа што тие граѓани не се отидени во Африка или не знам каде па да не донесат некоја, не знам, чудна одлука од таму. Тие живеат во најразвиените европски демократии. Да, и ги следат се, настаните многу лесно се следат. Верувам, да кажам, ако не повеќе, верувам многу во нивната одлука дека ќе биде многу подобро од нашата, затоа што тие секојдневно живеат со искуството како треба да функционираат институциите, како треба да функционираат. Само за претседателски избори или и за парламентарни потоа? Види, значи и во овој дел ние баравме да биде и во локалните избори, но можам да кажам дека, имајќи предвид дека локалната власт не локалната, за парламентарните велам. За председателски, за председателски видов, дека од следните председателски, за председателски и за парламентарни. А потоа и на парламентарни, значи не на следните парламентарни, туку тие потоа. Значи од председателски натаму ќе биде за председателски и за парламентарни. Беше анализирано и можноста и за локални избори да се гласа, но имајќи предвид дека локалната власт ги решава
локалните проблеми, повеќе нели вода, струја, такви работи кои се за резидентите повеќе во интерес од колку за тие кои си доаѓаат 2-3 пати во годината, така да тоа веќе е дискусија, но дека треба да се даде можност на Тие пак ќе мора со авиони да доаѓаат. За локални избори ќе треба да доаѓаат и да гласат тука, како што и за нели и досега, пошто само за парламентарни избори може да гласат нели надвор по нашите дипломатски и конзуларни представништва. Така да ценам дека тоа ќе биде... Добро, ова е сериозна реформа, тоа се многу луѓе, на пописот 250.000 им беа попишани дека се надвор, доколку сите тие би гласале, тоа значително би влијало и на Па затоа викам, изборите. тоа влијание мислам дека ќе биде добро за сите нас. Ако тие луѓе веќе жртвувале за да одат надвор од државата и да може да придонесат за да инвестираат тука и тоа што реков и во социјалниот дел и во све, тогаш ќе видиме дали ќе успеете да ако им дадеме можност, ако им дадеме можност и да гласат, мислам дека тоа ќе биде многу нели добар придонес за добро ќе беше да имаше консензус. Обичаено кога се верувам менуваат изборните правила треба да има консензус. Верувам дека ќе најдеме консензус. Зошто го нема во решение една изборна единица? Тоа е едно од прашањата кои ги очекуваа луѓето. Инаку и тоа ќе кажам дека немаше одбивност на последната лидерска среба во делот на давање повеќе можност да се гласа на нашата нели на нашите луѓе кои се привремено работат. Да, но сама не учествува на таа лидерска среба. Па добро, сега се надевам дека наследната лидерска ќе учествуваат и ќе имат не учествуваат ниту во работата на подготовката на изборниот законник поради тоа што се донесе измените за техничка влада. Треба да знаеме дека сепак има од беа и во тој дел вклучени од опозицијата и нели од македонскиот дел на политички партии и од албанскиот, значи беа и на лидерската и дел од процесот. Што е една изборна единица? Тоа беше една од темите на таа лидерска средба. Дури Али Ахмети излезе, кажа дека поддржува, СДСМ и ВМРО декларативно се залагаат. Ахмети рече дека прифаќа ако има 5% некаков изборен праг. Вие во Влен сте воздржани, дали Влен е проблемот или другиве само декларативно се залагаат, а всушност не се искрени во намерите? Не знам за тоа, во искреноста не можам да влезам, но ние како ДУИ ние како Влен бевме подготвени како што и ДУИ нели беа за една изборна единица, како што и ВМРО и Левица беа за една изборна единица, туку не да кажам, неусогласувањето беа во тоа затоа што од 6 изборни единици на една имаше многу нели нејасноти како тоа би функционирало, особено во делот на тоа што поради тоа што нели ако биде една изборна единица редовно една изборна единица оди со праг. Затоа што нели за да не може било кој со 10.000 гласа во целата држава да може да влезе нели во собранието, една политичка партија тогаш ќе се многу нели ќе се фрагментира, јасно се тие дилеми. Така да секогаш што оди со праг, но во ситуација на мултиетничко општество во една мултиетничка држава, тоа мора да се има предвид како ќе се реши нели присуството во собранието на помалите етнички групи. Значи ништо за сега. За сега тука се дилемите како значи пошто е сосема нов пристап во делот на организирање на изборните единици, мора да се направи посериозна дебата и да се донесе решение кое ќе биде прифатливо за сите. Добро, при крајот сме со разговорот господине Касами, како сте вие задоволни после 2 години од соработката со ВМРО ДПМН и со премиерот Христијан Мицковски? Во минатото имавте жестоки критики на нивна адреса и тие имаја за некои прашања на ваша адреса, па што се промени, вие или ВМРО? Види, значи ние сега не кажуваме дека се согласуваме со се, но едно може да биде налик на ова влада дека има коректен однос меѓу коалиционите партнери, зборот си е збор, тоа што е договорено се реализира, значи нема задкулисни игри.
не секогаш се нели согласуваме за решенијата кои произлегуваат во јавноста, но секогаш се дискутира и тоа што ќе договориме, нели стоиме до крај на тоа, така да можам да кажам дека имаме многу коректен однос и со премиерот и со коалиционите партнери и проблемите со кои се соочуваме ги решаваме со заемен. Со кого, ако направите компарација, со кого имате подобра соработка, со Мицковски или со Заев претходно? Не знам колку гледачите се сеќаваат, иако не беше многу одамна, во 2020 година настапивте заедно со СДСМ на тие избори, тоа беше прва таква предизборна меѓуетничка коалиција на доминантно македонска со албанска партија. Дали од денешна перспектива ви изгледа ова како визионерство некој или беше грешка? Јас сум дел од политичари кои се обидува да ги надмине разликите и предрасудите. Ценам дека тоа беше голем придонес на тогаш БЕСА во делот на предизборните коалиции, затоа што сепак нашите проблеми се поголемиот дел се заеднички, без разлика на етничката и верската припадност. Сакате да ми кажете дека имаше идеологија, не беше само проста математика за да се задржи СДСМ на власт? Не беше проста математика, барем за нас, не знам. Бидејќи вие бевте одлучувачки, тоа разликата беше 12.000 гласа. За нас тоа беше многу важно да може да кажеме дека албанците не се дел од владата само ради бројките, туку албанците се дел од некоја програма која ќе се нуди пред гласачите и со која ќе се брзо се развидовте. Па за жал затоа што тоа испадна дека за СДСМ тоа беше повеќе прашање на бројки, прашање на избори, отколку прашање на концепт и на програма. Мислите, не сме созреани се уште за таков пристап? За жал да, и сега од ова перспектива мислам дека со тоа што пропадна тој проект, да кажам, тешко дека едно долго време ќе се одлучи било која политичка партија на албанците да оди на некоја предизборна коалиција, затоа што тоа е голем товар. Значи, ако одлучиш да коалицираш и да не го држиш зборот, тогаш не знам дали после било која политичка партија на албанците ќе се одлучи на таков чекор, односно на таква жртва, затоа што ние, знаете, бевме нападнати од сите страни, од албанците, од македонците, затоа што секогаш кај нас. Да, дека го дефакторизирате гласот на кога ќе се прави некој прв чекор во овој правец, ќе бидете нападнати. Ние бевме свесни, го направивме тој чекор, но за жал од другата страна не најдовме наискрена, нели, наискрена. Имаше Заев и други концепти, едно општество за значи, сите, за разлика од тоа сега, но, за разлика од тоа сега со премиерот Мицковски, тоа викам, значи имате почиста ситуација. Имаме почиста ситуација затоа што се договараме. Тоа што нема да се договараме, продолжуваме да разговараме, но се додека се договараме, стоиме на тоа што ќе го кажам. Добро. Нема да навлегувам, се разбира во детали за тоа што како меѓусебно сте си кажано, но неизбежен е фактот дека дел од јавноста ве доживува на некаков начин или порано ве доживуваше дека сте на некаков начин националист по убедување. Верувате ли вие во концептот на унитарна Македонија кој е предвиден со тој рамковен договор, нели да биде унитарна, со децентрализација, да се дадат повеќе, се разбира, на заедниците колективни права, но сепак државата да биде унитарна. Ве прашувам бидејќи ова прашање постојано како да виси, некако кој како дојде во опозиција од албанските политичари се покренува на некаков начин. Последно села, ако не се лажам, дека повторно го споменува федерализација, кантонизација. Дали ова прашање некогаш ќе се затвори, да речеме? Јас се надевам дека ќе се затвори и треба да работиме да се затвори еднаш за секогаш. Мислам дека Македонија иако е мала, е комплексна како држава, како општество.
во ситуација кога имаме две поголеми заедници, тоа е македонците и албанците, во ситуација кога разликите се сериозни и во делот на етничката припадност и во делот на верската припадност, но сепак без разлика на овие големи разлики нема некое искуство во минатото каде имало некој посериозен конфликт меѓу овие две поголеми заедници, значи и во минатото во различни системи. 2001. Тоа беше не така одамна. 2001 беше друга приказна, но генерално значи народот добро живееше меѓу себе и тоа во различни системи, значи долго време по векови и јас сум убеден дека тоа може да биде добар пример и за тоа како да ги решаваме проблемите. Сигурно дека мора да се почитува таа различност на државата и на општеството. Сега како ќе се реши тоа е ствар на договор. Значи албанците не дека имале некојаш посериозна приметба во делот на регулирањето на државата, односно на институциите. Повеќе цело време се работи за да ги реализираат своите права во делот на припадноста на која се дел, затоа што не може да биде реално очекувањето дека албанците ќе го заборават својот јазик и ќе зборат само на македонски јазик. Прашањето ми е дали Охридскиот договор е дефинитивен договор, да речем, меѓу македонците и албанците или тоа прашање повторно нека се тоа секој го кажува, но сега како ќе оди понатаму зависи од тоа како ќе гледаме ние реално на решавање на проблемите на граѓаните. Значи, ако одеме чекор понатаму и тоа веќе е чекор напред и со ова влада. Значи 20 години на власт дуи ни тоа не успева да оди понатаму со процесот на децентрализација. Значи еден од главните начела на Охридскиот рамковен договор е сериозна децентрализација и кога власта ќе биде поблиску до народот, тогаш албанците повеќето од нивните реални проблеми, секојдневни проблеми ќе ги решаваат во општините. Нема да има потреба. Тоа е добро и за македонците и за албанците, за сите. Така да, значи кога би отишле рамо до рамо концептот на унитарноста на државата со концептот на реална децентрализација, мислам дека тоа би било добро решение. Добро, господине Касами, благодарам за овој разговор. Фала многу за можноста и се надевам дека и понатаму ќе имаме можност да разговараме за Да, се надевам дека следниот пат полесно ќе се договориме, нема да ни треба толку многу време. Да излеземе пред граѓаните. Почитувани гледачи, тоа беше Билјан Касами, градоначелник на Тетово и копредседател на ВЛЕН. Ви благодарам за вниманието. Останете со Канал 5. Довидување.